Почитувани, фотографијата на која јасно се гледа Венко Филипче во друштво на газдата на фабриката со илегалната марихуана, Тони Котев, упатува на директна вмешаност на Филипче во шверцот со илегалната дрога. Телевизискиот настап на Филипче, во кој ја негира врската со поранешниот функционер на СДС, а воедно и реалниот собственик на фирмата ЦБД Медплант, Тони Котев, е уште една од низата манипулации и замајување на јавноста од страна на СДС и Филипче, кои ги разобличивме преку оваа фотографија. Евидентно од сликата на која Филипче и Тони Котев стојат рамо до рамо, како петок и сабота, укажува на доброто познанство и соработката помеѓу нив. И наместо СДС и Филипче да прават замена на тези и да бегаат од одговорност, треба да ја одговорат на јавноста зошто се толку вознемирени и хистерични за заплената на овие 30 тони дрога. Дали стравот е испровоциран од инволвираноста на Филипче и Заев во наркотрговијата? Од каде предзнаеја на Филипче за тоа колку камиони се потребни за одредена количина на дрога? Дали промената на правилникот за одгледување на канабис од 2023 година ја направија за олеснување на наркобизнисот? И Филипче, и Заев се синоним за криминал и корупција во Македонија. Прашањето е колку изнесува вкупниот профит од сите криминални сделки кои ги направиле за време на нивното владење. Јавноста заслужува одговори и еднакво владење на законот за сите. Затоа го повикуваме јавното обвинителство да ја истражи релацијата на Заев и Филипче во случајот со 30 тони запленета марихуана.